Комунална полиција е потенцијално решение за ѓубрето и воспоставување ред во општините. Оваа иницијатива не се спроведува во ниту еден град во Македонија, но затоа Белград, Тирана, Подгорица и Љубљана веќе имаат успешна пракса. Искуството на регионот покажува дека нечистотијата се намалила неколкукратно. Позитивно е искуството од причина што Генерално Министерството за внатрешни работи и полицијата има најширок диапазон на овластување. Создавање на вакво тело кое ќе се грижи само за специјализирани прекршоци од помал интензитет, всушност ја специјализира работата и ја прави едноставно луѓето кои се надлежни за овие поситни прекршоци да бидат побудни. Професорот смета дека надлежностите на евентуалната комунална полиција треба да се изедначат барем со оние на агенциите за обезбедување. Што значи тоа? Да можат да го задржат сторителот на таков прекршок до пристигнување на полицијата. Меѓутоа, тоа отвара дополнителни прашања. А тоа е дека тие комунални инспектори, односно полицајци, во иднина треба да бидат соодветно обучени за примена на мерки на присила, задржување, информирање на граѓаните соодветно. Иницијативата пак комунален ред е распакувана во новиот закон за локална самоуправа кој не претрпел промени на 20 години. Сепак и тој е заглавен во собранискиот лавиринт, бидејќи нема бадентерово мнозинство. Но за редарите да може да ги казнуваат граѓаните ќе треба да бидат направени дополнителни измени. Откако Ѓоргиевски седна во градоначалничката фотелија, се изгласува врската дека сите скопјани не смеат да фрлаат ѓубре од 22 часот навечер до 6 часот наутро. Моментално град Скопје има вкупно 40 инспектори, 11 комунални инспектори и 10 комунални редари. Од 1 декември започна фазата на изрекување казни и за индивидуални лица и за компании кои што не ја почитуваат новата забрана. Пред почетокот на овој месец Скопјани добиваа само опомени. Габриела Лескова, Сител телевизија.